Во градот жените се уште сметаат дека не се рамноправни со своите сопрузи. Секоја година на Меѓународниот ден на жената се упатуваат пораки за поголеми права на припадничките на понежниот пол, а има и такви кои големата борба за рамноправност ја прославуваат на маса во кафејана со звукот на турбофолк музиката. Сепак на село приказната е сосема поинаква. Жените на село се рамноправни со своите мажи, извршуваат исти обврски, но со и столбот на своите домаќинства. Екипата на Кумановски Моабети се упати кон селото Младо на Горичане, каде го посети семејството Илиевски. Во малото Бузинци живеат Гордана и Мира, кои не се само столбот на своето семејство, туку може да се сметаат за столбот на селото, бидејќи се едни од ретките млади жени кои се уште живеат во рурална средина. Нивниот дом е исполнет со детски джагор, бидејќи двете јатрви имаат по 2 деца, кои исто така им помагаат во секојдневните обврски, а на село ги има многу. 31-годишната Гордана Илиевска пред 14 години од Крва Паланка својот животен сопатник го пронашла тука, во селото Младо на Горичане. Незиниот ден започнува во 5 часот и 30 минути и исполнет со многу обврски. Стануваме се бајле у 5:30, почињаме се прво со краве, па после друго. По куќу. Има ли време за одмор на село или цело време се работи? Потешко малку за одмор. За одмор нема. Ако се најде малку време ќе се одмара, ако не, нема да се одмара, цел ден ќе се работи. Како течат еве работните обврски околу одгледувањето на животните? Па малце тешко да кажем, ама мора да работиме, со стој се припатаваме, не може да живееме со друго, немамо други приходи, немамо те од млеко, од јаганци, стока и така. До селото има пат, вода и струја, што според Гордана ги дава основните услови за живот, но она што недостасува се младите и децата. Сега има пут, има све, вода има, струја има. И повише работа, друго ништо. Има ли млади луѓе во селото или се помалку? Помалку млади, повише стари има. Колку деца има во селото? Па што има колку? 7 деца, нема повише. У цело село 7 деца. Каде поседуваат настава? Во Младо на Горичано, тука во Света Петка и доле во тој мало, како се викаше? До кој оделение има тука настава? До 5. До 5. Да. Потоа? После 8 иде вгоре и 9 и толку. И потоа во средните училишта? Во Куманово. 2 години по старата Мира Илиевска веќе 10 години е снаа во семејството Илиевски. Таа е една од двете албански невести во селото Младо на Горичане. Ја сменила верата, името и за само 3 месеци го совладала македонскиот јазик. Има ли млади во селото? Каков е животот на село? Нема, овдека ретко. Се Малку, да. Има ли со кого да направите муабет, да... Нема, поише стари, има млади, нема. Едно од Албанија овдека, имам комшика, со с њома. Правим муабет, седим, пием кафе. А млади нема. Колку време ви требаше да го совладате јазикот? 2-3 месеца. За 2-3 месеци научивте македонски? Да. И сега нема никакви проблеми? Нема проблеми, сега може да зборим слободно. Може да се разберете и со соседите? Да. Што од обврските ви паѓаете најтешко да завршите? Имате ли време и за себе, и за децата, и за животните? Треба да најдеш време за све. Мора да се заврши работа. Мира има ќерка и син. Синот е 3-то оделение, а ќеркичката има 5 години и оди во градинка во селото, заедно со уште 15 други дечиња. Оно што за неја недостасува е времето кое го имаат жените во градот, да излезат на кафе, а децата да можат да излезат во чаршија. Вели дека тоа е нешто што на село го нема. Додека мажите работат во полето или го продаваат оно што го произвеле, двете јатрви се грижат за добитокот и децата. Кога мажите ќе се вратат, ги молзат овците, а Гоце и Мира го спремаат ручекот. Велат дека 8 март на село е како и секој друг ден, исполнет со многу обврски. Има ли разлика машки и женски обврски на село или се работи? Нема, сви исти. Сите се исти. Да. Еве, претходно ја прашавме и вашата роднина, 8 март на село и во град не е исто. 8 март каков е на село? Како секој работен ден или? Овдека нема 8 марта, овдека само работа. Значи жените и мажите имаат исти обврски на село? Исто. Нема, овдека не е гледано, има 8 март дали не. Овдека многу работа. Од сабале до вечер работа има. Нема, на село 8 март нема.
На село само работа. Како го одбележувате вие тој ден? Класично како и секој друг или? Па, како секој друг. Не, ние дома повише. Седимо сега за 8 март, ние не идемо нигде. Дома, со стока. Сви идев, наши другарки, ние дома, со стока. На село си е на село. Не може да биде како е у град. Значи ништо не е поразлично од вашиот секојдневен. Да, ние од тука чекаме, од тука мора да работиме. Семејството се грижи за стотици грла овци и десетици крави, кои се нивниот основен извор на екзистенција. Мозењето на кравите го прават со машини, а млекото го складираат во специјализиран сад и на неколку дена го продаваат на една од млекарниците во Команово. И додека многу млади бегаат од селските средини, овие две жени остануваат тука. Тие се потпора на своите мажи и на домаќинството. Обврските ги делат со своите сопрузи, а паралелно се грижат и нивните деца да ги образуваат и изведат на правилен пат.